Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Последен ден од оваа година. Лошите работи ги оставаме зад нас, заедно со убавите спомени, многу надеж влегуваме во новата 2026. А таа веќе пристигна на пацифичката островска држава Кирибати во 11 часот по македонско време. Последни во 26-та ќе влезат Американска Самоа и островите Бейкер и Хауленд, што ќе се случи дури утре во 13 часот по македонско време. Ние до полнок имаме уште нешто помалку од половина ден, а централната прослава ќе биде на градскиот плоштад во Скопје. Таму е Мартин Арсов, го имаме во овие вести во живо. Мартин, беше најавено дека Каролина ќе биде таа која што прва ќе им посака среќна нова година на Скопјани вечерва на плоштадот. Останува така? Александар, добар ден од плоштадот Македонија, каде веќе се чувствува онаа новогодишна еуфорија, иако може да се каже дека се уште е рано за дочекот, може да се забележи зголемена фреквенција на граѓани овде на плоштадот, доаѓаат, се фотографираат со украсите, се задржуваат овде, едноставно уживаат во украсувањето, се возат со новогодишното вовче овде по плоштадот Македонија. За дел од граѓаните и денеска е редовен работен ден, други пак кои што денеска не се на работа, се слободни ги користат овие последни часови за да си испазарат од маркетите, бидејќи најголем дел утре нема да работат, ќе работат само маркетите во делот трговските центри. Како и да е, веќе се чувствува онаа новогодишна атмосфера. Оние кои што беа присутни овде ги затекнавме на плоштадот и по возрастни, меѓутоа и најмлади ги прашавме што си посакале во новата година. По возрастните ги посака оние стандарди традиционални желби, здравје, среќа, љубов. Да ги чуеме. Дома. Дома? Сме стари, да. Што ќе си посакате во новата година? Здравје, друго све имаме. Нели е така? И кога имаме леб и здравје, имаме све. И да се живи здрав и весел цел век. Ќе дојдеме тука да видиме како ќе биде забавата, вака ветувачки е према изборот на изведувачи, ќе биде весело и интересно. Ви се доаѓа програмата за на плоштадот? Па и учесниците, да. Ќе имаат убав репертуар, така ќе ја развеселат публиката. Што ќе си посакате за новата година? Здравје душо. По старите и на помладите најбитно е здравјето. Другото се реди лека по лека. Добар ден, да ве прашаме каде ќе ја дочекате новата година? Па, како да ви кажеме, дома ќе бидеме. Дома? Да, дома, бидејќи... Планирате може би на плоштад да дојдете? Не, бидејќи немаме така. Да, најинтересни се младите, ги прашавме што си посака од Дедо Мраз, дали им се исполнила желбата од Дедо Мраз, меѓутоа и се распеавме. Да ги видиме најмалите. Каде ќе ја дочекаш ти новата година? Дома. Дома? Да. А кажи ми, тебе Дедо Мраз ти донесе пакетче? Не, уште не. Се уште не? А што си посака? Топка. Топка, само толку? Да. А умен беше годинава? Да. Ти што си посака од Дедо Мраз? Ништо. Како ништо? Па ништо. Немаш никаква желба за Дедо Мраз? Добро, а умен беше годинава? Да. Па да сме живи и здрави и нешто ситница, ако може облека нешто да ни помогне. Ти беше умна во текот на целата година? Да. А дали Дедо Мраз тебе ти го донесе подарок? Утре ќе ни го донесе. Утре? Трепкај, елкичке, весело да биде, тука тя биби боби. Елко, елко, порасни уште 2-3 пети, за да може Дедо Мраз дарови да реди. Да, како што може да видите позади мене и бината, овде вечерва ќе биде централната прослава на новата 2026 година. Во моментов траат оние последни подготовки преди официјално да започне музичката програма, а според програмата вечерва во 20 часот започнува Миле Кузмановски до 20 часот и 30 минути, потоа од 20 часот и 35 минути до 21 часот Огнен Здравковски, од 21 часот до 21:30 Дина Јашари, од 21:30 до 22 часот Куку Леле, од 22 пак до 22:50 Тамара Тодевска.
од 22:50 до 23 часот и 30 минути Пајак и Лара, а од 23:30 до 23:55 минути 2 бона. 5 минути после полноќ до 1 часот ќе настапи Каролина Гочева. Надлежните, како и секоја година, така и ова, апелираат граѓаните да бидат внимателни и да не користат пиротехника, да ја слават новата година безбедно. Казните не се мали и изнесуваат од 200 до 500 евра. Докторите пак стандардно, како и секоја година, препорачуваат да не се претерува со јадењето, особено со мрсната храна, а особено да се внимава на конзумацијата на алкохол. Инаку, Александар, од оние информации кои што ги имаме и од инспекторите, особено од Државниот пазарен инспекторат, дека во овие денови кога се празнува, особено низ угостителските објекти, ќе има засилени и вонредни инспекцијски надзори. Само во текот на овој месец декември биле направени 542 контроли на територија на цела Македонија, односно 269 надзори врз основа на Законот за угостителска дејност и 273 надзори врз основа на Законот за заштита од пушењето. При контролите кај дел од фирмите биле утврдени неправилности и согласно законските одредби издадени биле 96 прекршочни платни налози во износ од речиси 3 милиони денари. Како резултат на утврдените прекршоци изречени се 26 мерки при времена забрана за вршење на дејноста. Токму затоа од пазарниот инспекторат апелираат до угостителите да ги почитуваат законите и најавуваат дека ваквите засилени контроли ќе следат и во следниот период. Инаку, Александар, на самиот крај да кажеме дека, како што може впрочем и да се забележи, дека времето е стабилно, врнежи нема, температурите се ниски, но подносливи. Според прогнозите од Управата за хидрометеоролошки работи, денеска околу полноќ барем би требало температурата да се спушти околу минус 5 степени, длабоко под нулата, односно минус 11 се очекува да се спуштат во текот на вечерта. Секако ние остануваме овде на плоштадот Македонија, се очекува повеќе граѓани да дојдат наредните часови, па секако ќе се јавиме и во следните вести. Да, веројатно во цела таа гужва што ќе се случува таму, студот и нема да биде толку голем проблем. Веројатно и ќе помогне некоја чашка алкохол во тоа, да ги следиме препораките на лекарите за да нема многу работа и спред се да нема дежурните доктори многу работа, но и да нема многу работа за дежурната новогодишна екипа на Сител. Мартин, ти благодарам, ти си дел од таа екипа, остануваш таму, имаш уште доста работа пред да се одјавиш и ти да отидеш да прославиш вечерта. Беше тоа Мартин Арсов од Скопскиот плоштад. Ако решите да патувате, например, за Охрид, тоа би било една добра дестинација за нова година, но прашање е дали сега таму може да најдете место, бидејќи нашата дописничка вели дека слободно место речиси и да нема. Градот е полн со гости, а сите кои се задолжени за забавата велат дека се целосно подготвени. Сликата ни ја пренесува нашата охридска дописничка Нина Ритоновска. Охрид одбројува до дочекот на најлудата ноќ во годината. Градот веќе посира празнично. Охридските хотелиери се преполни со гости од нашето соседство. Од Србија, Бугарија, Грција, Албанија, но не изостануваат ни они од подалечните земји. И домашните кои претежно си имаат свој викенд станови. Слободни соби речиси и да нема, а место повеќе се бара и во приватното сместување. Традиционално најбројни се гостите од Србија, кои што доаѓаат и го посетуваат Охрид. Бројката е огромна, посебно расти во изминатите 3, односно е веќе 4-та година. Се надевам дека, не се надевам, ние сме се покажали како добри домакини, затоа е бројката таква како што е. Меѓутоа имаме и од соседството, и од Грција, и од Албанија, како организирани тури и безброј приватни посети на нашиот град, така да Охрид е препун. Хотелиерите до Ш0 се подготвени да одговорат на потребите и барањата на туристите. Охридските хотелиери сме целосно во тек со барањата на туристите. Барањата се повеќе од година во година се зголемуваат, но затоа пак во Охрид постојано се вложува во хотелските капацитети. Се реновираат, се прошируваат ванпансионските капацитети, базени, спа центри. Имаме зголемување на квалитетот на услугата кога станува збор за
храна, менија, нови менија, согласно нели поднебјето, внесување на традиционалната храна како дел од нашите менија, така да сме целосно во тек со денешните барања. Инаку покрај на градскиот плоштад, забава ќе има и за сите оние што сакаат новата година да ја дочекаат во охридските кафулиња и наукните клубови во поинаква атмосфера, со програма и гарантирана добра забава до раните утренски часови. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Посакувам новата година да биде време на исчекор кон траен светски мир, подпрен на меѓународното право и на меѓународните институции и година кога Македонија ќе се вдоми во европското семејство, вели претседателката Гордана Силјановска-Давкова во својата новогодишна честитка. Очекува идната година да биде година на реформи. За сите нас, најтешкиот момент во 2025 година беше трагедијата во Кочани и таа како сенка ќе не следи цел живот. Останува обврската да не ги заборавиме нивните најблиски, но и повредените, а најмногу правдата. Нивната немерлива жртва мора да направи подобри луѓе од сите нас, но и политички и правен систем кој што нема да дозволи нови невини жртви. Посакувам новата година да биде време на исчекор кон траен светски мир, подпрен на меѓународното право и на меѓународните институции. Сакам ние да се вдомиме во Европската унија, решени да живееме во амбиент на владење на правото, демократија, економски просперитет и здрава животна средина. Лично, секому од вас му посакувам нова година каква што најмногу сака. Среќна нова 2026 година, сакани деца. Среќна нова година, почитувани млади. Среќна нова година, почитувани граѓани. Одржливиот напредок не произлегува само од процеси и реформи, туку од единство, зрелоста за градење консензус и меѓусебната доверба, вели претседателот на Собранието Африм Гаши во својата новогодишна честитка. Имаме дели од неа. Оваа година не потсети на една суштинска вистина, дека одржливиот напредок не произлегува само од процеси и реформи, туку и од единството, зрелоста за градење консензус и меѓусебната доверба. Само кога стоиме заедно, со почит и волја да ги споиме разликите, како и со одговорност кон нашиот заеднички дом, можеме да изградиме поправедна и посветла иднина за сите нас. Во новата година ви посакувам здравје, мир, добрина и љубов во секое семејство. Да го започнеме новото поглавје со отворено срце, со надеж што не згаснува и со верба во нашиот потенцијал како општество. Среќна нова година 2026. Годината која оставаме зад нас беше тешка и со многу предизвици, вели премиерот Христијан Мицкоски во својата новогодишна честитка. Според него ова беше година на консолидација, а наредната ќе биде година на прогрес. Година на политичка стабилност во која институциите ќе функционираат појасно, поефикасно и поодговорно. Година на вкупна преобразба на Македонија. Нашата визија е јасна и недвосмислена. Држава во која законот е темел, институциите се сервис на граѓаните, а економијата се движи напред. Надежта повторно се враќа кај луѓето. Не ветуваме чуда, туку напорна работа. Не зборови, туку конкретни резултати. Не сме срекни што политичката сцена не секогаш ја осликува зрелоста што ја заслужува државата. Но верувам дека со тек на време ќе созре и свеста дека националните интереси и иднината на граѓаните мора да бидат над се. Државата има потреба од одговорност, сериозност и заедничка грижа за општото добро. Пред нас е нова година. Година на надеж, но и на голема обврска. Обврска да се испорачаат резултати. Обврска да се оправда довербата од граѓаните. Обврска да се продолжи по патот на реформи, развој и стабилност. На сите ви посакувам здравје, мир и сила. Да влеземе во 2026 година со верба дека напорната работа ќе се исплати и дека Македонија ја движиме во вистинската насока. Среќна нова година!
Македонците во годината што завршува денеска најмногу јаделе леп, месо и компир, покажува анализата на Државниот завод за статистика. Според неа, едно домакинство годинава во просек изело 172 килограми леп, под 90 килограми месо и околу 64 килограми компир. Во просек на семејната трпеза имало по околу 25 килограми тестенини и ориз, 73,4 литри млеко, над 32 килограми сирење, околу 609 јајца, но и чоколади и кекси со тежина од речиси 23 килограми. Од зеленчук во просек се јадело најмногу домати, пиперки и зелка по околу 30 килограми и нешто помалку од 20 килограми краставици. Од овошје најмногу се јадело јужното овошје и тоа над 70 килограми по домакинство, потоа бостан околу 33 килограми и јаболки над 30 килограми. Црешите беа скапи годинава, па секое семејство во просек изело само по 1,5 килограм. Од месо најмногу на домашната трпеза имало живина над 45 килограми, нешто над 20 килограми свинско, околу 17 килограми говедско и телешко и само половина килограм јагнешко. Во просек секое семејство изело и по 16 килограми риба. Од алкохол најмногу се трошело пиво, во просек по 28 литри на домакинство, 4,6 литри вино и речиси 2 литри жесток алкохол, веројатно најмногу ракија. Домакинствата минатата година половина од домашниот буџет трошеле на храна и пијалаци, од кои најмногу за месо, млечни и житни производи. Податоците се добиени врз основа на статистичко истражување на Државниот завод за статистика, спроведено на 5040 домакинства. За околу 250.000 ученици во основните и средните училишта денеска почнува зимскиот распуст. На настава се враќаат на 20 јануари за почеток на второто полугодие. Во вториот дел од учебната година ќе продолжи процесот на оптимизација на училишната мрежа и воведување едносменска настава со која досега се опфатени 200 училишта. На крајот на учебната година во јуни матурантите ќе полагаат државна матура по нов концепт согласно видот на образованието. Наставниците во март треба да добијат покачување на платите кое треба да се движи меѓу 7,5 и 10%. Со почетокот на идната година во Штип се модернизира зонското паркирање во градот. Како што јавува нашиот дописник, се воведуваат нови зони за паркирање, а проверката ќе се врши со специјални возила опремени со камери кои ќе ги отчитуваат табличките. Трајан Ристовски, новаа тема. Зонското паркирање во Штип целосно се дигитализира и автоматизира по примерот на европските урбани центри, со цел поголема функционалност на сообраќајот во централното градско подрачје. Имплементацијата на системот започнува од утре 1 јануари. Ќе има 3 зони А, Б и Х, поделени во реони, со кои се ограничува зонското паркирање. Х-зоната ќе продолжи да биде хуманитарна зона и сите генерирани приходи одреден процент ќе бидат донирани во хуманитарни цели. Граѓаните ќе имаат можност преку набавка на реонски карти да паркираат согласно своите потреби, а исто така ќе имаат и можност преку универзална карта да користат јавното паркирање без ограничување. Дополнително ќе бидат набавени 2 специализирани еколошки возила на кои ќе бидат поставени камери. Во движење ќе се отчитуваат регистарските таблички на паркираните возила и ќе испраќаат податоци во реално време на специјален софтвер кој ќе алармира дали возилата имаат платено за услугата или не, односно дали има важички билет за реонот во кој се паркирани. На возилата кај кои нема да има наплата, ќе биде издаден доплатен билет, а возилата кои се непрописно паркирани, ќе бидат блокирани или отстранети со специјално возило пајак. На овој начин ќе се намали влијанието на човечкиот фактор, ќе се автоматизира процесот. На платформите на река Отиња и затворените паркинзи ќе бидат поставени околу 50 видеокамери, како дополнителна фаза од паметен град, со цел да се регулира паркирањето и за поголема безбедност на паркираните возила. За Сител, Трајан Ристовски.
ЈСП Скопје за време на новогодишните празници ќе има изменет режим на сообраќање на јавниот превоз, како и промени во работното време на билетарниците, центрите за персонализација и жичницата на водно. Денеска јавниот превоз ќе сообраќа по редовен зимски возен ред, а утре автобусите ќе сообраќаат по неделен возен ред, при што првите вклучувања на возилата на ЈСП Скопје и приватните превозници ќе бидат подоцна од вообичаеното, а останатите линии ќе се одвиваат согласно неделниот распоред. Од петок јавниот превоз ќе сообраќа по редуциран делничен зимски возен ред, што ќе важи се до крајот на зимскиот училишен распуст. Жичницата денеска ќе работи од 10 до 15 часот, а утре од 11 до 17 часот. Последното возење од долу кон врвот и од врвот надолу е во 16:30. Вести од свет.